Пак снимамо дома. Следно видео пак од студио. Одиме со надпреварите во вторник, ден кога ќе бидат познати сите четвртфинални двојки на Евро 2024. И ден кога игра Холандија. Се измешаа некако работите, ама дефинитивно ќе следиме крајно интересни четвртфинални пресметки. Романија, Холандија, прв надпревар за вторник. Да се разбереме, ова е дуел на Давид и Голијат, ама да одиме со ред. Романците одлично го отворија првенството со онаа голема победа против Украина. Но на следните два надпревари не одиграа на исто ниво. Прво загуби од Белгија, па одигра нерешено со Словачка во оној дуел кој привлече внимание од негативен аспект. Усвари тој дуел беше приказна само за себе, на двете репрезентации беше потребно реми, па Романија изравни со контроверзен пенал. Зборев за тој надпревар во претходното видео. Усвари, тоа на некој начин беше срам за фудбалот. Не следевме фудбал, следевме онака за ебанција. И тоа фрли дамка на нивното учество на европското првенство, па сега као сите почнаа да ги ругаат романцеве, овие па се правдаат као не местевме, сакам извинување, многу не фудбалски работи. Тоа е тоа, казната ќе ги стигне и тоа сега против Холандија. Холандија, иако помина групата, не ги оправдаа ние очекувања. На линијата тепаа на отварањето со Полска со пресврт, одигра реми со Франција и во оној клучен надпревар за првите две позиции на табелата изгубија 3-2 од Австрија. Ван Дик призна дека критиките се оправдани. Куман пас се одлучи за несекојдневен потек. И Холандија пред мечот со Романија одигра пријателски дуел со германскиот четвртолигаш Хевелсе, на кој победи со 6-7. И сега, ако примиле гол од аматери, тогаш тешко дека ќе сочуваат мрежата од романците. Или ќе сочуваат, а? Ќе тепаат холандјаните. Може ќе примат гол, ама ќе тепаат. Сепак мислам дека ќе биде 0-2. Австрија, Турција, веќе овој надпревар ќе биде многу понеизвестен. Австрија уште еднаш покажа дека репрезентација која игра одлично на големите надпреварувања. Спомнав за нив дека може да бидат едно од најголемите изненадувања на европското првенство и уште си стојам на зборот. Немаат големи звезди, ама имаат балансиран и компактен тим. Иако загубија од Франција на првиот надпревар, потоа тепаа на следните два меча и заслужено завршија првите во група со Франција и Холандија. Ралф Рагник е креаторот на оваа Австрија и мислам дека може да стигнат далеко. И Австрија е фаворит на овој надпревар, особено после онаа победа против Холандија од 2-3. И Турција со големи очекувања пристигна во Германија и то некаде ги оправда очекувањата. Ја поминаа групата. И тоа со две победи во групната фаза и сега се полни со самодоверба. Добра, сега малку се повеќе во облаци од колку што реално треба да бидат. За мечот со Чешка, на пример, го налутија организаторот бидејќи одлучиле додат со авион за само 130 километри. Рута која би можела да се помине брзо со автобус или воз. И сега јасно е дека после овој надпревар ги чека уште еден авион, ама веројатно за Истанбул. Шала на страна, Турција има топ тим и овој надпревар ќе биде крајно неизвестен и ќе има голови. Јас лично ќе навивам за Турција, ама мислам дека сепак Австрија ќе тепа. Мислам дека ќе биде 3-2 или 2-1. Тие се тие два последни осминафинални надпревари по кои што ќе бидат познати сите четвртфинални двојки на Евро 2024. Следете на социјалните мрежи, на Instagram и на Facebook, лајкувајте, ставете subscribe на YouTube каналот BMG Network и очекувате нови видеа. Ти имаме видеа за сите надпревари од четвртфиналето, потоа полуфинале и финале, нормално. А сега, мал се да се одмориме. Се гледаме со ново видео за многу брзо време. Очекувајте. Чао!